Условните лица со опатувањето на казната е само почеток на една процес на промена. Дали ќе дојде до промена, дали ќе се вклучи, зависи од многу работи. А условниот отпуст е добра алатка за високо мотивирање на осудените лица да се вклучуваат во тој процес на промена. Тој процес секако дека представува двосмерен процес, значи неопходно е осуденото лице кое е вклучено во тој процес да биде високо мотивирано и наполно активно, бидејќи без негово активно учество во тој процес, никој не може да работи на промените кои што треба да ги направи. Институтот условен отпуст врз основа на искуството од минатото можеме да кажеме дека се поднесува во доволен број, меѓутоа позитивните решенија се многу минимални, каде што позитивно се одлучува по решението кое што е поднесено од страна на осуденото лице. Секако дека тоа рефлектира во делот на издржување на казна затвор, бидејќи еден од мотивите на осудените лица е предвремено да биде отпуштено од издржување на казната затвор. Кога кажев дека е минимален број на условните осуди, на условниот отпуст кој што ги дават судовите, збореме на база на искуство, бидејќи моја претпоставка е дека судот повторно ги суди осудените лица и кога тие веќе ги даваат кога условниот отпуст, тоа е веќе на крајот од казната и според мене мислам дека не надминува повеќе од една година од ослободување. За разлика од судскиот процес, моје мислење е дека при одлучување по молба, предмет на обсервација примарно треба да биде процесот, индивидуалниот процес на ресоциализација кој го остварило тоа лице за време на издржувањето на казната, успехот или резултатите кои ги постигнал, дали тоа лице на пример стекнало основно образование, дали стекнал некое образование по занимање, дали завршил некоја специфична програма и едноставно дали активно учествувал у процесот на ресоциализација. Да сватиме дека условниот отпуст значи предвремено отпуштање од издржување на казната затвор од дели време траењето кој што го утврдило судот во пресудата. Но тоа што можеби е клучно ние да го сватиме, да го разбереме, дека тоа не значи и целосно простување на казна. Правот од заканата дека за време траење на условниот отпуст, доколку лицето стори ново кривично дело или пак не се поддржува до индивидуалната програма која што ме дадена од полициските служби, значи не ги почитува обврските кои што му се дадени со таа индивидуална програма, може повторно да се врати на издржување на целокупното време траење на казната затвор кој што претhodно му е од претhodно е ослободен. Сметам дека треба да се користи овој институт затоа што има две добри страни. Добро е за затворениците затоа што ги мотивира добро да се однесуваат, да ги поштуваат правилата на затворот, бидејќи условниот отпуст представува еден вид привилегија и награда за нивното добро однесување, а од друга страна пак и државата има корист од тоа затоа што доколку тие излезат и продолжат да ја издржуваат казната затвор на отворено на слобода, државата не е повеќе не плаќа за нив, односно затворениците не се на товар на државата. Еден од поголемите проблеми институционално, ќе кажам дека тоа е пренатрупаноста
во институциите и се користење на една од алтернативните мерки или со користење на условниот отпуст може да се намали пренатрупаноста, каде што условите за живот на осудените лица ќе бидат попристојни и подобри. Доколку се подобри процесот на позитивно решавање на молбите за условен отпуск кон осудените, општеството па и ние практичарите ќе имаме повеќе струк бенефит, меѓутоа прво би го селектирал кога би се стварно позитивно одлучувале молбите, ќе се влијае директно и на пренатрупаноста оказана по правните установи, затоа што имаме лица за кои што ние како пенолози, како практичари кои работиме, сметаме дека процесот е заокружен во затворски услови, неопходно е одреден период осуденото лице се прилагосе во реални надворешни услови, како сето тоа што го стекнал знаење, умење и ставови би функционирал под контрола во надворешни услови.